Почитувани мој добар ден, вие го гледате најновото издание на Црвена линија. Техничката влада се бира 100 дена пред парламентарните избори, кои се закажани за 8 мај. А 2 недели предходно, на 24 април, ќе се одржат председателските избори. Подготовките и кадровското екипирање во техничката влада се во тек и се очекува да финишираат до петок. Но кои министри ќе бидат во техничката влада не се знае. Не се знае ни кој ќе гласа. Се знае само дека Талат Џафери ќе биде премиер и дека на ВМРО ДПМН не им се допаѓа предлогот на СДСМ. Кадровското екипирање на техничката влада е во тек. Не се знае кои ќе бидат министри, дали претениците ќе ги изгласат, ама се знае дека Талат Џафери ќе биде премиер. Дознавме и дека ВМРО ДПМН и СДСМ се согласуваат дека нема потреба од техничка влада. Прашањето денес во Црвена линија гласи: дали ќе има или ќе нема, односно прашањето не е дали ќе има или ќе нема техничка влада, туку дали воопшто и ни треба техничка влада. Се разбира, денеска во Црвена линија го поставуваме едноставното прашање: што мислите вие, дали ни треба техничка влада? За да се одговори ова прашање, доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005 и секако една напомена: веднаш, доколку не сте го сториле тоа, да не заследите на Инстаграм, па со останатите кои што не следат таму на Инстаграм стори ќе кликнете, ќе отворите и ќе ви се покаже следното. А тоа е анкетното прашање за денес: следува ли според вас политичка криза пред избори? Имате две опции за одговор: да, не, ќе кликнете кој е вашиот одговор и секако во проценти пресметано ќе ви ги соопштиме резултатите таму некаде по рекламите. И како што тоа и го правите секојдневно, не заборавајте да не заследите најнапред и на социјалните медиуми, како што е Facebook, поранешен Twitter, сега X, и секако преку коментари, шернувања и лајкнувања да ја продолжите дискусијата, па дури и по завршувањето на Црвена линија. Да се вратиме на главното прашање за денес во Црвена линија, значи конкретно ве прашуваме дали ни треба техничка влада. Какви одговори ќе имаме, ќе дознаеме веднаш по вклучувањето на првиот гледач, кој што верувам дека веќе го имаме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. За техничка влада, како што мислам днес, дека не би требало да имаме. Добро. Еве, можете ли да образложите, бидејќи сепак имате време околу 80 секунди? Пошто доста не беше и техничка влада и партиите више. Мислам дека тоа треба више да ги остави на ние. Само за да земат пари, повеќе да перат од луѓето, да се пере парите и тоа е. А ви се чини ли дека ќе следува некаква политичка криза пред избориве? Па пред изборите мислам дека ќе имаме изборите ќе имаме кризи. Дали е тоа се или имате уште нешто да додадете со оглед на тоа што имате се уште време? Имаме уште за да додадеме нешто, само ако може да не бидеме јавно пред јавноста да знае. Мислам, моје име и презиме да не се знаат, него што ќе правиме со овие што имаме ние, со продавниците што имат некои со местни производи, месарите што имат, кланици некои. Добро. Пошто имат роба расипана, ја враќат, ја чистат и го пак пуштат у продажба. Така, значи да земеме во предвид да ја разгледаме оваа проблематика која што ја соопштивте. Да, тоа е едино за Република Македонија. Така, добро, благодарам многу еве и за сугестијата, сега го ќе биде земено се во предвид што го соопштувате вон темата, но и да се навратиме на нашето денешно главно прашање. Верувам дека сите ви имате одговор. Едноставни сме денес, ве прашуваме дали не треба техничка влада. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте вклучени. Техничка влада не ни треба. Техничка влада се бираше во изветни случаеви. Кога беше шарената револуција, овие за да го турна режимот, тогаш окупирана држава, измислија шарена
француската револуција, па имаше техничка влада. Сега е само удоволување на партнерот на СДС, тоест ДУИ. Немам ја против техничката влада, меѓутоа сега е непотребна. Што е најлошата работа? 2016 година не гласале за техничка влада, иако имале од СДС пратеници, а сега му смета законот. Едноставно кажано, еве кажуваат и албанскиот блок по телевизии, морало дуи да види на власт, иначе поново ќе земеле чизмите, му стоеле натавани, папчо деле планина. Ова го подкрепувам на телевизија од министерот за економија. Зашто не е техничка влада? Не сме ние во изузетна некоја ситуација па да употребуваме техничка влада. Тоа е измислено, би реков, само да се удоволи на партнерот. 7 години 12 души ја водат државата од ДУИ. Овие се само потрчковци, другиме. Како не му е срам да си рече, јас да сум лично министер или пратеник од СДС, ќе си ископам дупка и ќе се закопам самиот. Од срам, не од друго. Ве поздравувам. Ве поздравувам и сега го ви се заблагодарувам за денешното учество во Црвена линија. Продолжуваме и со вас понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво. Ни треба ли техничка влада според вас? Ако техничка, тоа е суети, лечење на комплекси и због писаност на рамковниве што се издржава, што доставуваат власт и сега. Ова е све благослов на Западот. Американците, пак ќе набрајам и стално ќе ги набрајам, затоа што се они најголеми виновници за овој хаос и дивење што се случи во државата. Не па техничка влада, па морала да биде од рамковните. Зашто ве загрев? Као прво техничка влада нас не ни треба. На времето да се направи на експертска влада таму со Клисев. Па каква така добро изфункционира таа влада, значи треба експерти. Оваа болест е толку гангренозирана што више нема здраво тиво во државата кое што може да функционира самостојно. Така да ако носиме влада, треба да биде таа влада нешто као белоруска, значи да дојде тука Лукашенко и да ни покаже што е влада. Според вас не следува ли криза пред избори? Молам? Ама ние сме у криза, господја. Ние сме у катастрофа, не сме у криза. Ние не сме у држава више. Ова е пред хејт, ова не е држава. Нити имаме ние услови кои што добро функционираат. Ние сме дамбетер од криза. Ја пак е нагласам. Само Лукашенко го гледа човекот како ги строи устав мирно тие министрите негови, кој каде ја убрзал работата, на клоци ги вадеше од влада. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам вам за јавувањето. Секако, еве ќе напоменам, продолжете и понатаму. Драго ни е дека ви има во голем број и со коментари, значи тоа темпо продолжете го на Facebook, па еве за почеток на профилот на Црвена линија, каде што ни е објавена темата. Сега во продолжение, секако ќе ви покажам како изгледаме таму на социјалниот медиум Facebook. Се разбира веднаш по објавата на темата и низ фотографија. Еве имаме и тука поставено прашање кое што е конкретно поставено и до гледачите, кое што можете да го одговорите во живо. Дали ни треба техничка влада? Тоа е она што прашуваме денес во Црвена линија, а еве ги првите коментари. Кирил Темелков Велесо напишал: предизборна криза, па ние сме во криза уште од 8.9.1991 година. Сефред Хусеиновски напишал: не гледам способни политичари за сега. И Стефан Цветанов, еви неговиот коментар, подобро кажано, оваква влада и не ни треба. А дали не треба техничка влада? Што ќе кажат гледачите? Ќе слушнеме до прва во Црвена линија. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, нека биде. Секој добро. Во Црвена линија сте. Да, повелете. Се слушаме, повелете. Е така. Дали ни треба? Ни треба манипулативна техничка влада. И то почна уште денеска. Никој не го уочи, никој не спомна. Господинот премиер до сегашен, утре оставка ќе поднеси, Ковачевски, одма застана со народот. Судот, државата носи одлука зградана на синдикатите да им се одземи на синдикатите.
Излага Ковачевски, вика, не, против сум ја то. Значи, одма денеска се преврти, уште не сменет. Замислете предавниците што прават. Утре предавниците, кои ќе се смени ова влада, ќе се преоблечат во друго руло, да речам, во друго одело. Затоа викам, манипулативна влада ни треба. А дојде сега ова, опште се претумбат. Сега, вика, синдикатот си е на работниците. Го судија судот, судија влада, судија све, на работниците да им остани синдикатот в градата. Замислете Ковачевски. Одма се преврте. Тие се предавници. Ајде, кажете ми дали ни следува, Нема ве набаву. молам, дали ни следува политичка криза пред избори? Политичка криза нон-стоп сме ние, само арамите и овие речи ги предавниците се на власт. Иначе сиромаштијата е стално во криза. И цел народ е во криза и државава што е ништат е најголемата криза. Благодарам многу и вам за вклучувањето во ова денешно издание на Црвена линија. Секако продолжете да не следите. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Голем поздрав до вас. Па еве, мене до ни вас треба ли поздрав. техничка влада? Па мислам дека како што би била ова техничка влада со СДС и други нели господари во Македонија, мислам дека таа влада е многу штетна, опасна и не треба ни ден повеќе да биде како влада, нели? Но за жал во таква незгодна положба наша Македонија, тука нели имаше некој коментираше таму нели дека ние сме биле во криза од 8 септември 1991 година. Да му кажам дека тогаш беше југословенска криза во која имаше најкрволочна војна, а ние спасувавме глава, а гинеа наши македонци таму по тие нели војни во Словенија, Хрватска, Босна, ги праќа СДС, наши македонци да гинат џабе за тој ги интерес. Ви се чини ли дека ќе имаме сега политичка криза пред изборите? Се е можно, се е можно. Кога имате значи, на власт, кога му дадеш власт на поранешни терористи и на СДС, нели, како партија која беше против наша македонска држава, тогаш што да очекуваш? Дали може во Америка да има терорист, премиер, или да биде тие да бидат како партија господари на Америка во Германија, Англија, Франција, а тие западни земји ни наметнаат терористи поранешни да не бидат господари во Македонија сега, газди во Македонија, а што нали тие се газди, кои се робови во, нели, во таа влада. И од тука жалам што е наша Македонија во ова положба и жал ми е за тие што гласале 2016 за ваква влада, за ваква СДС партија и дај Боже да му дојде умот и летово или во мај или на изборите да ова СДС па и ДУИ еден глас не осват, пошто ДУИ се опасни Благодарам многу за јавувањето. Ќе продолжиме и со коментарите. Драго ми е дека се надоврзувате на она што се пишува и на нашата Facebook страна. Продолжете со тоа. Па еве Туркан Шум напишал: нема потреба со години исти луѓе се вртат све во ист круг. Ние во Црвена линија ве прашуваме дали ни треба техничка влада. Да видиме какви одговори ќе дадат гледачите. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Секој е добро од Црвена линија. Бидете поздравени вие, вашата екипа, сите слушатели, гледачи. Благодарам многу и исто и вие. Нека не се нервираат. Дали знаат кога навивавме, која игра кошекарите, фудбалерите, почело е почело, или песната од Лепи Сол, кисело, весело. Така ќе биде. Дали ни треба техничка влада? Ни треба техничка влада, ама не од нашите политичари. Некој друг да ни предложи. Само од Република Словенија или од Република Австрија. Кај што има закони. Знаеме што му се случи на премиер, што беше тој националиста, одма го тргна. Значи мора да има закон. Што се случува во Љубљана? За 20 години само 2000 народ е големено. Значи закон мора да има. А вака ќе се избориме ние до утре за бајле. Те една влада ќе дојде, те друга влада, истите луѓе, таа партија ќе оформи Арсовска. Пола луѓе од која партија што ќе изгуби ќе отидат таму и истите луѓе ќе ги гледаме. И во партијата на Димитриевски од Куманово, истите луѓе ги гледаме.
Само некој друг да ни дојде да ни командува. 33 години го изедува македонскиот народ. Не техничка, како сакате, каже. Дојка не дојде некој да тропни на масата, не бидува ништо од ова Македонија. 30 години го изедува овој македонски народ. Да не почнам продавајќи ги фабриките, што се убива на Галичица тие, што му ги заробија парите на тат и други, да не хронолошки да А не ви се објаснувам. чини ли дека еве ни престои можеби политичка криза пред изборите? Како ќе престои? Што мисли ВМРО? Така ќе му даде дуи езде власта, па еве се покажа Царсовска што му кажа дека нема туку така ти како што сакаш, ние како што сакаме. Јас сум очет ред мора да има во закон. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжуваме секако понатаму. Денес имаме едно едноставно прашање, тоа е дали ни треба техничка влада. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, Црвена линија. Па вака сега. Види, од овие три партии, ВМРО, СДС и ДУИ мене не би требало. Више проверени клептократни партии, што увек ја бркаат нас. И многу гледачи, ова ќе ти го кажеш, преходниот истото го кажеш. И што ќе ти се јават многу гледачи. Они, Тина, знаеш ти како работат? Они работат, имаат околу 300.000 вработени во држава. Сега и вас новинарите треба јасно да ви биде. ВМРО има највише негде 130.000. Вторе СДС негде 110.000. ДУИ е трет. Затоа на победници, например, ВМРО и СДС, 1:1, увек ВМРО ќе биде појак. Има поише вработен. ДУИ и Алијансата, например, 1:1, увек ќе биде ДУИ појак. Увек ќе победува ДУИ. И за вакви да гласаш? Не, фала. Јас сум честен човек, што ја парам честноста и мене идам на гласот. А ви се чини ли дека ќе има политичка криза пред изборите? Па од црни партии, како мислиш, нема да имат црни партии, црна власт. Епа, че има и тоа ептен криз. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, да не биде јас да зборувам самата со себе, сега го ќе се префрлам онаму каде што има поприлично доста коментари. Ќе продолжиме и со коментарот на Алекс Андер, кој што напишал: прашајте ги тие што ја иницираа пржинската влада. Бети Јанковска одговорила едноставно со не, а Трајче Соколовски напишал: ништо не ни треба. Ни треба ли техничка влада? Добро вечер. Ало. Добро вечер, во Црвена линија сте. Ало, добро вечер, Тина. Добро вечер. Ни треба ли техничка влада, еве? Што мислите? Па, конечно мислам се одлучи дека ќе ни треба и ни треба техничка влада. Меѓутоа, што е лутрињево на партииве, нели со пржинската влада се договорија тоа уште 2016-2017 година, не знам и претходно дали беше. Тоа е договор ствар на сите партии заеднички. Зашто прават вакви тензија, не знам, народов го ставаат во една тешка ситуација народов. Зашто? Знаеме дека пржинскиот договор беше за овие технички влади. Сега некому света, некому не. Знаеме дека е тешка е ситуација, не е се едно. Нашата ситуација, верувајте дека е во тешка ситуација. Ако ние за изборите имаме влада, и ако оформат влада, ја им честитам на сите партии, и на левицата и на десницата. Тешка работа ќе биде. Единствено, ако појдат во Белата куќа, знаете каде ги се, и да одат да се сложат со договорот за измена на уставот. Промена за внесување на бугарите во... Тоа е единствена шанса. И ДПМН кажува, не, сега за месец дена два, ќе го свикаат господинот XX во Белата куќа и тамо ќе му дадат наредба, мора да потпише и он.
Само тензи се стварат и омраза. Ви благодарам и ве поздравувам. И ние ви велиме големо благодарам за вашето учество. Слушате досега што кажа гледачите. Секако имаме се уште време да слушнеме што ќе кажете вие останатите. Добро вечер. Добро вечер. Дали ни треба техничка влада? Техничка влада, според моje мислење, не треба, али истата можеа да го укинат законот пред 1 година, пред 2 години. Тогаш најверојатно им требаше да има техничка влада, али сега кога веќе дојдоа изборите за то денес, сега веќе не треба. Значи јас ќе употребам една поговорка стара, тие сега одна варијанта, ќе се изразам малку со ти ми рече да ти речам, јас не ти реков. Ај си реков да ти речам, да не речиш после не ми рече. Значи, тоа е она што го прават политичарите. Се, некој гледачи вика ни требало од кај Лукашенко. Дали тие поште само да видат како се живее? Доста гледачи Западот го негираат. Па ние имаме пола милион македонци кои што работат во Западот. Ако не е добро во Западот, па зошто не одат на Исток да работат? Зашто никој не се запраша? Дали според вас, Евени, ќе имаме и политичка криза пред изборите? Политичка криза не, па некои министри што ќе дојдат од опозицијата, па нема да подпишуваат нешто, па ќе тактизираат, па доста може и вработени плата нема да земат. Тоа се само тактики некои што не треба да се така. Така, благодарам многу за вашето јавување. Продолжуваме. Добро вечер за следниот или следната гледачка. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ево вака, техничка влада не ни треба. Значи, не ни требало, не ни треба. Никогаш и за секогаш повеќе не ни треба. Кратко и јасно, по моја логика не треба техничка влада, меѓутоа сакам нешто друго да кажам. До кога ќе горат цијалички беа во градот, а народот ја плаќа струјата. Нека си земе Данела малку во обзир. Уште нешто сакам да кажам. Тука кај голубите, кај кино Карши Зегин, има човек кој спие на дупата, треба да се прибере тој човек. Ви благодарам многу, убав ден ви посакувам. Благодарам многу за вашето јавување и секако за информацијата што ја споделивте со јавноста. Одиме понатаму, дали ни треба техничка влада? Да слушнеме. Добро вечер. Повелете. Ало? Ве слушаме во црвена линија сте. Дали ни треба техничка влада според? Господјо Тина, не ни треба свемирска станица. Вселенска станица? Да, свемирска станица на Македонија. Летат зградата на синдикатот, све е тоа продадено унапред. Ние можеме да си кажеме што сакаме, ама наместено е све. И чак армијата од порано што беше, и полицијата, све е наместено. Некој да земе чизми со еден камион растурени кандаци од празна муниција и пушки, да добие држава на длан. А сите биле терористи. И сега на терориста да му дадеме премиер да биде. Ние зеде зградата од синдикатот, од работниците. Не Тале, не она Јупче од Радишани. Сите можат да плукнат под пенџер на оваа политика што ја водат терористите. Терориста беше Џафери. А кажете ми, ви се чинили дека ќе имаме и политичка криза пред изборите? Обавезно. Ако не, мирно ќе се решава силум. Нема потреба да има таква влада. Свемирска станица, кажав. А имаме ли кадари за вселенска станица? Нешто ново, немаме стручњаци за тоа. Имаме само за чизми министри се... Благодарам многу за јавувањето.
Еве, гледачот рече нам не ни треба техничка влада, туку вселенска станица, а Тони Апето на Фейсбук го има напишано следното. Сега само вампирска влада, да не ги гледа никаквеци, ништо не треба. Видовме аеродедневе што ќе си одат, па и никаков аеротехничка влада. Дејан Поповски Николовски го напишал следното. Поздрав, Дејан, и до тебе. Техничка влада не е потребна, ниту оваа влада ни треба на народот. Слободно може да си дадат оставка и да се оди дома на избори, каде ќе победи ВМРО ДПМН, а СДС ќе стане опозиција и подхитно таа партија да се укине од институциите. Како да ние ве прашуваме дали ни треба техничка влада? Добро вечер. Ало? Добро вечер, дали ни треба техничка влада според вас? Добар ден. Добар ден, нека биде. Се јавувам, политика не ме интересира уопште. Само сакам едно да кажам, ако се ми се слушате. Значи, по бонтон, до 12 часа баре е добро утро. Од 12 до 6 е добар ден. А после 6 навечер е добро вечер. Добро, знаеме, но знаеме дека денот е скусен и сега веќе се зголемува, па некој гледач во ред. Денот е пократок. Добро, се извинуваме, за вас ќе биде добро вечер. Кажете ми... Само тоа политика не ме интересира, да бидете здрави, живи, све најубаво. Дали ме слушате? Штом не ви интересира политика, веднаш по завршувањето на црвена линија... Да, тркалото. За тркалото, така, и се надевам дека ќе ве слушаме повторно и може би ќе освоите една убава награда. Видете, ја прв пат се јавувам. Драго ми е. А се јавиш за тоа добро вечер, добар ден. Така, знаеме, верувајте ми, знаеме, но има гледачи кои што инсистираат да велиме добро вечер. Што со нив? Па не, до 6 е добар ден. Без разлика дали е темно, дали е светло, е добар ден. Добро. Добар ден, нека ви биде и уште еднаш да речам добар ден во Заврти на Телма. Ете, таму ве очекуваме. Продолжуваме понатаму да видиме дали ни треба техничка влада и дали ќе имаме... Добро вечер. Добро вечер. Смеам да речам добро вечер или добар ден да ви речам по бонтон? Како сакате? Добро вечер. Добро вечер ви велам и јас. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака, според мене техничката влада во рете. Тоа е законска обврска на Република Македонија согласно законот за влада и јас немам ништо против Талат Џафери да биде технички премиер, така како што е согласно законот. Бидејќи сметам дека е многу сериозен човек и многу повеќе ќе допринесе отколку Ковачевски. Ковачевски е анонимус, неискусен политичар кој во овие 2 години ја доведе државата до дното и испод дното. Меѓутоа сега, после изборот на техничката влада, ќе се отвори уште едно многу големо прашање денеска што се најавува на телевизија по однос на предлогот на законите од страна на министерот за информатичко општество. Дека иницијативата му била и во предлог законите за јавна администрација, државна администрација, да има работа од дома. Работа од дома на административни службеници е невозможно. Ефикасна може да биде администрацијата само ако е компактна и ако се работи на едно место. Работа од дома може да има за работи како што се шивачи, ткајачи и така натака, кај што не треба надзор, кај што се носи готов производ на нарачателот. Според мене, тука се работи за многу сериозен проблем, односно ќе се наметне одредени личности кои ќе бидат блиски на функционерот, ќе можат од дома, наводно од дома работење, а истите ќе си вршат други работи и администрацијата ќе дојде во многу независност. Така, големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Ни треба ли техничка влада? Така се. Прво, значи техничка влада воопшто не ми треба. Меѓутоа, кога некогаш ја носеле таа техничка влада, требало да размислуваат зашто се носи таа техничка влада. Таа има одредена намена со одредена цел
само да ги спроведе изборите, не да тера политика. Политика само околу изборите, дали се регуларни, реални, дали фали нешто во процесот на гласањето, изборите, дали има било што не треба да има, а не да тераат политика. Сега ќе видите што ќе ви направиме ние како техничка влада. Тоа е прво плитко во паметот да некој така размислува. Затоа што ова истото го правеа некои си во претходните технички влади, место да работат на проблемот со изборите, тие бара драчки кои што грешат, си има закон, си има јавно обвинителство, има институции кои треба да му им се посочи, а тоа да го бркаат тие. Сега, ова техничка влада како влада, лично за мене, мислам, нема потреба да ја има, али во иднина, ова ќе си биде донесено и од утре ќе си функционира, но во иднина да се укине, да ја нема. И оној кој што е на власт, до крај да го истера мандатот. Ќе им честит. Благодарам многу за јавувањето. Имајте само во предвид дека тајмерот одбројува 90 секунди. За дополнителни нови повторно можете да не повикате на 023070005. Дали не треба техничка влада, да видиме што ќе кажат останатите? Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Ова влада е албанска влада, не е техничка влада, госпожо. Дали се слушаме? Дали според вас ни треба техничка влада? Ова ни треба албанска влада, ова е техничка. Зашто не е албанска? Сите министри са албанци. Зашто не е? Не гледаме само сите министри, заменици, директори са албанци. Што техничка влада? Дали може да ве замолам да зборувате преку слушалката, не на интерфон, бидејќи слабо ве слушаме сите, па дури и гледачите? Ајде се стави на проблем, има во прската. Така, да не зборувате преку интерфон, подобро преку слушалка. Ете така, сега е веќе подобро. Како рековме, ни треба или не ни треба техничка влада? Добро, гледачот најверојатно не слушна, еве една напомена се разбира со вклучувањето во црвена линија. Не заборавајте прво веднаш да го намалите тонот на телевизорот целосно и што се однесува диалогот и вклучувањето во емисијата, ве молиме не зборувајте преку интерфон со оглед на тоа што опаѓа квалитетот на звукот и не ве слушаат ниту гледачите, па дури ниту ние. Значи преку слушалка. Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме, драго ми е за тоа. Здраво. Дали ни треба техничка влада според вас? Според мене не треба да има техничка влада, бидејќи тоа е трошок, а поради тоа мислам дека е потребно нови реформи и нов устав за да си ја истера целокупно својот мандат сегашниот премиер или идниот. Додека што се однесува за изборите, би гласал за СДС, за председател Пендаровски, господин председател Пендаровски, а за премиер би гласал за ВМРО. А еве, ви се чини ли дека може да се случи политичка криза пред изборите? Па може би ќе има малку, но ќе покачат платите, пензиите, инвалидски, неги, се живо ќе покачат и ќе биде добро. Цените ќе бидат замрзнати, мислам дека ќе биде позитивно. Ќе има позитивен исход. Добро, ако е тоа себе, дека имате се уште време, околу 38 секунди. Па ништо, би рекол да престанат војните, мир во светот и ќе биде супер. Тоа ви благодарам многу, извинете. Ништо, не се извинувате, напротив, драго ни е дека се вклучивте и вие дополнително, еве, дадовте одговори и своји прогнози за тоа како ќе биде добро. Продолжуваме понатаму, добро вечер. Добро вечер. Како сте ми? Па да е ужо, да мислим. И како сте? Добре сум јас, еве, само кажете ми дали ни треба техничка влада, што мислите? Не ни треба. Што ќе направи таа техничка влада? Дали ќе ги изгоними патите? Дали ќе ги изгоними пензиите? Дали ќе ги изгоними работување? Дали ќе изгоними да те бегаат во центро? Те ни потребна само небода, само ајдучи. Тоа ќе станат ајдучи. Ајдучи ќе стане. За 100 дена ќе се накерат и тоа ќе мислам, тоа не е уопšte потребно.
Potrebni се избори. След време избори и чао. Това е тоа. Препоздравам. Ве поздравувам и јас и благодарам има што и денес се вклучивте во Црвена линија. Еве и други коментари кои што секако ќе ве потсетам покрај профилот на Црвена линија на Facebook, заследете го и профилот на телевизија Телма и таму ни е објавена темата за која што зборуваме денес совес. Хари Барлаковски напишал: никаква влада не треба на државата, владите се само зло и штета до сега праја. Како и да е, Мартин Марковски напишал: секоја влада е техничка по распуштањето на парламентот. Ние имаме специјална пржинска влада која не ни е потребна. Луле напишала не треба, а Никола Миријана Стефановски напишала едноставно не. Дали не треба техничка влада? Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Поздрав до телевизија Телма. Благодарам. Секој добро и вам. Јас сметам дека треба техничка влада. Добро. Привидејќи прошлите избори кога беа. Демир Капија беше окупирано од полиција на секој издес и влез вистиш на борбена линија се. Ве слушам. Кој ќе испадне, која кола ќе испадне, а претресуваат, тресат се. И не смееш да поминиш, мислиш, окупирано е Демир Капија за изборите за градоначалник. Па како може тоа да биде така дозволено? И една критика до вас, до КА телевизија. Зошто не направите 50 денари од минута и да се тие пари да се донират за овие болните што објават карцинома, такви работи, што се молат за здравство, а тие исте сите се јавуват, човек не може да дојде до ред. Кога ќе биде тоа за пари, сигурно нема да се јавуват по цел ден на телефонот. Пријатно и фала многу. Благодарам. Сугестијата секако не сме размислувале и не верувам дека ќе размислуваме во насока уште ние на гледачите и граѓаните да им зимаме пари. Но како и да е, благодарам за јавувањето и секако за тоа што дадовте одговори. Сега наред малку ќе ги вклучиме во оваа дискусија и оние од Твитер заедницата, па ќе почнеме и со твитот на Ристо Ставров. И што ќе биде ако не гласаат? И што ако има техничка влада? Што на Македонија ќе смени сето тоа? 3-4 партии треба да ги снема од политичката карта на Македонија. Боже, ќе не биде тогаш. Дали не треба техничка влада? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте, ве слушаме, повелете. Лака, јас па неколку години уназад јас се осеќам дека ние живееме во протекторат, ние не сме држава. Ние си работиме како што некој други ќе ни кажи. Сега до кога уште малку да не постојат, не треба овие партии што се во моментов на власт, затоа што многу и не ни треба уствари да не одам. Ама е поврзано, мислам, техничка влада не ни треба секако, затоа што 3 месеци нема да се работи некои работи што си одат редовно, значи ќе има застој. Не ни треба арно, ама пак ќе се надоврзам претходно што реков, како што ќе речат другите, така ние. Како еднаш не застанавме ние македонците на едни цврсте нозе, ние народот, ова распродажба што и се прави на Македонија, така да ќе изгледа и не знам, во секој случај мислам дека опозицијата понеќе прави вакви предавства и па може дури и на економски и на други планови. Ако продолжи и таа што ќе дојдат од нас ништо нема да остане. Така да ние треба многу во народот да си го ставиме прстот на умот и да си размислиме дека ова треба да престане со распродажба и со понижување на македонскиот народ. Никако
понатака давање црвена линија и ние треба во парламентот и понатака распродажба на идентитет и на историја и на ова. Никогаш не сум јавена во ова телма. Благодарам, драго ми е што се јавивте, колку што разбрав кон крајот за прв пат и се надевам нема да биде за последен пат. Еве уште еден интересен твит од Бупчо, кој што напишал: двете партии тоа го прават и си доаѓаат на власт на секоја 4 години. А ние вака си муабетиме и после ВМРО ќе биде СДСМ и така натаму и така натаму. Добро, дали ни треба техничка влада да слушнеме? Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. И добро вечер. И добро вечер. И добро Треба вечер. техничка влада. Да е сопре криминало, корупцијата, апија што владее сега. Презадолжија државата, банкротира по 9 милиарди. Не наменски ги користат, ништо за нини интереси. И треба да бидат спречени. Значи, од опозицијата. Опозицијата е наменски ги користише кредити со 4 милиарди буџет, имаше изградено цела Македонија, да не кажам, се. Дури и социјални станови за социјалните семејства се грижише. Ова влада треба да се замине во историјата и по техничка влада треба да одговараш. Се ти се откријат криминалите. Наке Чулев треба да биде министар за внатрешни работи и знае која треба опозиција да поставя. Опозицијата е прогласена за Македонија. Призната 140 држави по реформи, по демократија, по изградење, по животниот стандард. Значи, сите реформи ги имаше направи. Тоа е разликата, не се исти. Вие се се од оваа влада незадоволни и ги прават исти. Па ќе остане оваа влада, ако не дојде ВМРО. Капитулација се прави ако со овие анекс договори. Капитулација да не постоите, албанизација, балистичка држава е прават. Тоа е. Значи штета, а презадолжение. Каде се нините реформи? Каде се? Нема ги. Благодарам многу за вклучувањето и пред да преминеме на реклами, интересен твит на Шуби Дуби, кој што напишал, ова е убаво и да го видите, на телевизија, скратенка ТВ, зборат само за ТВ во заграда техничка влада. Сега останува да погледнеме рекламите, потоа и резултатите од Инстаграм анкетата. И пред да ви ги соопштам секако резултатите од Инстаграм стори анкетата, уште еднаш да ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, Facebook, поранешен Twitter, сега X и секако профилот на Телма телевизија. На Инстаграм задолжително да не заследите. Зошто го велам тоа? Бидејќи веќе во утрешната анкета и на новата тема ќе можете активно да земете учество, како што тоа го прават оние кои што не следат на Инстаграм. А еве како одговорија токму тие. На прашањето следува ли политичка криза пред избори, со да одговорија 79%, со не одговорија 21%. Секако факт е дека тука ќе ви се заблагодарам за активното учество во Црвена линија. Со нетрпение очекувам да се слушнеме и утре на новата тема која што ќе дискутираме со вас, но она што топло препорачувам да не мрдате никаде, односно да си останете со мене и секако да преминеме во на втора канцеларија или друга димензија која што се вика Заврти на Телма. Меѓу другото и ќе ве подготвам, забележете ги овие прашања со оглед на тоа што секако имаме вредни награди и денеска на репертуарот за среда среќен ден е еден фантастичен, ама и голем фрижидер. Ајде запишете прашање, која е првата жена која одржала предавање на Универзитетот Сорбона. Потоа на кој филмски жанр му припаѓа филмот Одисеја 2001 или Одисеја во свемирот. Потоа колку дена според Библијата Исус поминал во пустината и како се вика бандата од која се плаши Бајо Паторот. Нема ништо страшно, освен голем број на награди кои што чекаат да бидат освоени токму од вас. Се гледаме за многу кусо време.